Пред 80 години во живописното планинско село Лазарополе се роди Анте Поповски. Лекар, мајстор на пишаниот збор, академик. Родителите сакале Анте на вистина да биде лекар. Тој и станал лекар, иако негова животна обсесија беше пишаниот збор. Со дарба, како ретко кој друг, Анте Поповски напиша бројни дела. Се закити со слава што го направи бесмртен. Учеше во Битолската гимназија и неговиот портрет денеска е меѓу повеќемината академици што излегува од клупите на оваа установа. Анте, за жал, денеска е покоен, но неговите дела навистина го направија бесмртен. Емисијава му ја посветуваме нему. Анте Поповски го поврзуваат многу работи со Битола. Она што е најубаво и најинтересно е неговата младост и неговата гимназија, неговата генерација, неговото семејство, неговите пријатели, неговите сеќавања по битолските сокаци, неговото запознавање со шармантната Битола, која ја запозна откако дојде од висините на Лазарополе и на тој прекрасен предел на Мијачијата. Анте Поповски како поим, како еден вид на идентитет на македонската интелигенција и поезија воопшто, за нас представува голема величина која што сама по себе при анализа на неговото творештво може многу да открие и за нашиот идентитет, но и за нашите идни заложби во времето кое доаѓа. Тој кажа: секое сеќавање е како некоја лузна, како писмо кое само се пишува, но не се брише. Оваа голема екумена на духот од нас не бара ништо друго освен почит и љубов. Само таа љубов може да ја спасе Македонија како татковина по која копнееле потомство. Од дамнина е останата мислата дека совршенството е во едноставноста. Но патот до неја е тежок и му успева само на луѓето што имаат позитивни суперлативи за атрибути на нивната личност и дело. Со особен пиетет благодариме на овој исклучителен миг и се осврлуваме на творечкиот опус на нашиот голем поет Анте Поповски. Денес, кога пред нас се прелиструваат страниците на поетскиот опус, еден од неминовните заклучоци е свртеноста на поетот кон својата земја, кон својот народ, во периодите од мачната македонска историја. Очигледен однос и љубов на поетот кон својата земја и нејзината историја, од почетокот до крајот на Само таксативно да наведам дел од неговите збирки, од Блесоци, Вардар, Камена, Непокор, Триптихон, Макови, Тајнопис, секоја со свој прекрасен поетски свет, а сите
заедно припаѓаат на еден. И молчиш. Некој од огледалото ти подава рака, ти збунето го прашуваш кој си. Стави ја раката врз челото, моли тој. Извлечи ми ја оваа брчка што за целата своја должина ми го све рбетот кон земјата. Стави ја раката врз моето чело, моли тој. Извлечи ми ја оваа брчка што се свила околу моето грло и не ми дава да плачам. Сакаш да замижиш и замижуваш. Чувствуваш земјата се подкрева на прсти и ти го подметнува твојот грб за да починеш. Каде би се умирал? Кога надоаѓаат знаците на крајот, тој се уште не ги чувствуваат звездите под своите стапала, се уште стои камењето околу него цврсто враснато во овие сурови, но писмени ридишта од коски, вино и темјан. Си мислам, кога не би било ова парче проколната земја, ја знам каде би се живеело, но не знам каде би се умирало. На географската карта не можат да се видат помрачувањата на сонцето и на месечината. Во неа ништо не се кажува на какви постели сонувале предците, кои песни ги пееле, не се гледаат ковачите и мевоите кои ги разгорувале. На неа ништо не може да се одгатне за зидарите на црквите, за тоа каде и во кои пештери се криеле богомилите и пустоножителите, со какви билки се хранеле тие, какви цветоли цветале околу нив. На географската карта не се гледаат водениците и валавиците, трлата и нивјето, коњите и стожерите, месечината над гумната. На картата ги нема дождовите и калта, знамињата зад кои оделе војските. На картата не може да се разпознаат соништата ниту на мртвите, ниту на живите. Географските карти не знаат да кажат чие продолжение биле оние кои веќе ги нема. На географската карта препишани се само високи, стрмни, опасни планини, создадени од камење кои гледајќи не израстуваат уште повисоко како со најбрзи крилја. Ние грудка во картите на Македонија само таиме, само молиме, дај Боже да имате се, но никогаш овие потомста да не се скамените. Планините имаат смисла доколку некој се искачува по нив.
Иако неговата поезија е толку длабоко и органски срасната со нашата севкупна историска и општо духовна традиција, Анте Поповски воопшто не е традиционалистички поет. Напротив, во својот голем поетски експеримент, што е единствен во македонската поезија и кој почна уште со Вардар 1958-та, а кој својата кулминационна точка ја достигна во Света песна 2001-та, Анте Поповски, обновувајќи но и откривајќи ни во една сосема нова светлина, дамнешни исконски историски светови, протатнати духовни подвизи на оваа земја и под ова небо, успеа на мощно оригинален начин ним да им даде модерна звучност, современа филозофска артикулација и интерпретација, израснувајќи во поет на еден единствен модерен сензибилитет, неговата поезија го почна големото поетско трагање и нуркање длабоко во нашата автохтонна, епска, старословенска, црквено-словенска, историска и фолклорна традиција. Основното во тој радикален поетски пресврт што се случи во 1958-та беше афирмацијата на една темелно нова историска свест до која дојде неговата поезија, свеста дека минатото и историјата, импрегнирани, збити, проникнати, сублимирани и на тој начин преобразени во песна, всушност тие ја создаваат нашата сегашнина и нас самите во неа. Без тоа меѓусебно проникнување на поетското и историското, на националното и универзалното, без таа суштествена релација, поезијата на Анте Поповски не е можно воопшто да се прочита ако таа не се открие токму како проникнување на поетската и историската димензија и на нивната меѓусебна синтеза. Колена, елате да се збереме, да се видиме, да го разориме каменот и место плод, неправдина да посадиме, да врзе длабоко корен и густа гранки да нададе, луњи да кршат и да не го скршат, земјата да се
Но Македонија не е во песните на Анте Поповски, кај што е тоа случај со традиционалната патриотска поезија, некој географски или историски поим. Не, таа е многу повеќе тоа. Македонија е мит и има во неговата поезија митска сила. Таа прилега на земја од дволичен камен и сонце, од која децата откупуваат лобањи. Таа е од пајажина и од вода, од заморено дишење и од молк, од грч и од вековно чекање. Таа е токму таа земја што и звездите ги научи да шепотат на македонски, а никој не ја знае. За Анте Поповски да се открие таа и таква Македонија, таа и таква земја, тој и таков мит, тоа значи да се открие токму поезијата. На тој начин песната на Анте, допирајќи до македонската праисторијска драма, допре до антејскиот мит, во кој драмата на поезијата длабоко и нераздолно ја изедначи, поврза со драмата на земјата. Според концепцијата на овој поет за поезијата, негов најчовечки, најуниверзален, најсудбински и најестетски принцип е антејскиот принцип, бидејќи и човекот, како и билката, е безсилен без допирот со земјата. Дека ќе се вземјиме и дека на тој начин ќе и дадеме на земјата сила, од која по нас други кои идат по нас ќе ја добиват силата, тоа е имено тој фундаментален рефрен на неговата поезија. Велам, не врти се, не застанувај, оди, земјата тебе те тера, земјата тебе те прогонува, ти се одмаздува за нешто. Земјата убаво си ги разпознава своите живи грудки, што шетат по неа и на оној кој најповеќе ја сака неа, како на болно дете таа ќе му принесе ковчеже полно со звезди и ќе го ози. Македонски историски теми, како поеми, например, Самуил, типолошка смисла Анте Поповски и не е или најмалку е патриотски. Таа е знак, таа е метафора на човековото земно проклетство, на човековото прогонство, на ножот и бесилката, на црниот камен и црните ветришта, на земните и небесни луњи, на крстот и коските, на правта и пепелта, на гламната.
Македонија за Анте Поповски е земја на човековиот непокор. Како напиша, времиња никој пат не ве напуштил, никој пат не ке пресуши нашиот вруток непокор. На една земја на монаси, апостоли, пустоножители и пророци, на земја во кој народот дење и ноќе е во црквите да го моли Бога, со одзвездени зборови да му созида куќа на небо. Сето ова за што кажував, особено дојде до израз во неговиот монументален, космогонијски еп Света песна, која е по моје мислење единствена таква книга во светската поезија. Таа книга, таа света песна, натопена е со длабока заумност и со уште подлабока мудрост на поетската рефлексија за загадочното исконско обстојување на човекот под небесниот свод. Таа е сполната со тешки и темни рекапитулации за човековиот протек и истек од светов и веков. Во таа негова базична книга киптат и тлеат длабоки квинтесенции за човековиот трагичен помин и замин од овој свет. Анте Поповски е идеологот,
Анте Поповски ја даде идејата да се направи оваа книга и беше толку скромен, што ние инсистиравме да биде неговото име да стои, пошто тој беше и редактор, рецензент, лектор, правеше, мислам, интервјуа со разни професори, меѓутоа Анте на корицата напиша издадено од генерацијата студенти. Мојот покоен татко многу песни го опишуваше Лазарополе и кога сакаше да ги лежал на грб и да ги фати звездите, му биле многу ниски. И он ја фатил звездата и ден денеска таа звезда сјае на нашето небо, но за да сјае како што треба, имаше уште две звезди до него. Едната звезда се вика Софија Гогова Врченковска и која со вдахновената поезија што ја кажува, јас мислам дека таа поезија е незина, а не на татко. Втората звезда е исто така Софија, тоа е мајка ми Софија. Татко ми беше засолнет со семејството, бидејќи работеше за отпорот во село Лопатица и Црноец. И Анте беше пратен, ние сите помали, беше пратен во Битола да учи. Тој тоа учење, како го имаше сватено, меѓутоа ден денеска вака се чудам, тој знаеше све. Не му треба ни професори, ништо. Знаеше како од мајка родено дете кое све знае. Сакав да кажам дека тој детство немаше. Имаше едно талкање во Лазарополе, кое време јас не го паметам. Јас паметам откако овде дојдовме во Битола, во таа 44-та година. Меѓутоа Анте веднаш почна да учи. Заврши гимназија, ослободен од матура и со препорака да оди на
односно сестра на покојниот Анте Поповски, со која бев непосредно блиска. И за време на животот, а уште сум поблиска после неговата смрт, затоа што многу нешта не поврзуваа. Имено се сеќавам на моментите кога беше на болничка постела во Париз и кога секојдневно го повикував на телефон, од едната страна на телефонот тишина, од оваа страна тишина и само од време на време по некој збор ќе испуштевме, тоа беше преголемо разбирање меѓу нашите сродни души. Јас не можам а да не се сетам дека пред неговата смрт ја издадов мојата книга која му ја посветив него и на книгата на последната страница едвам со ракопис негов ја напиша таа песна која ми ја посвети мене. Среќна сум што имав тако. Задоволство ми е да се потсетам на контактите и блиските средби и разговори, долготрајни, многу убави разговори со интелигентен, образован и надарен човек. Човек кој што е синоним на поезијата и еден од ретките бисери во герданот на интелектуалците на Македонија, што ги преминал границите на нашата Лазарополе како реон или како село кое што не било богато, ги терало луѓето од првите денови да патуваат надвор од својата земја, да ги остават фамилиите, да создаваат средства за екзистенција. Меѓутоа, то негово место Лазарополе носи тој во своите соништа како дете сознавања за своите предци и за познатите личности што во 17 и 18 век посебно се создадени таму и за што постојат писмени траги и во историјата и во литературата. Па ми текнува на една прекрасна негова мисла во таа негова пристапна беседа во Академијата, кога на крајот констатира дека неговиот животен пат е точно помеѓу неговиот сон и неговите слики, затоа што помеѓу сликите и сонот на Анте се најдува неговото поетско писмо.